Добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Темата на оваа подкаст епизода е новогодишните цели. Да, знам дека е сега веќе крај на месец февруари и дека новата година помина пред 2 месеци, но она што сакам да го кажам зошто снимам оваа епизода е колку останавме, да се потсетиме колку останавме доследни на нашите цели кои ги замисливме во декември и јануари. Дали се уште ги остваруваме. Многу луѓе ќе сретнам кои имаат голема еуфорија околу новата година, да поставуваат најразлични цели. Така, сакаат во новата година да се хранат, зборуваат за тоа како ќе почнат да се хранат здраво, да вежбаат повеќе, да имаат некоја физичка активност или пак да заработуваат повеќе, да најдат нова работа. Може би да усовршат некоја друга вештина, како готвење или плетење, може би. Да, но некој си поставува цел и подобро да научи некој нов јазик или да усоврши некоја вештина. Сакам да те прашам и да те потсетам малку да се потсетиш дали си постави новогодишна цел и која беше твојата цел. Така, јас не сум голем фан, да кажем, љубител на новогодишните цели, бејќи некога ниту пак почнувам некои активности од први во месецот или од понеделник, но во новата година се одлучив да вежбам повеќе. И тоа го направив така што одвојувам секој ден по 20 минути за таа активност. И дали се уште ја практикувам? Да. Зошто е 20 минути? Затоа што толку можам да одвојам во текот на денот, а да не размислувам и да не донесувам одлуки на дневно ниво дали ќе го сторам тоа или нема да го сторам. Туку кога имам 20 минути, особено тоа се случува во попладневните часови, ќе земам да вежбам. Тоа се обично некои вежби кои ги практикувам веќе 15 години преку YouTube и тоа е тоа. Нема тука голема филозофија, да кажам, и размислување околу таа моја активност. И многу се чувствувам добро поради тоа, од причина што сум среќна што можам да одржам некоја активност, некоја навика во подолг временски период, да не заврши само во јануари или во втората недела од јануари. Оно што сакам да те активирам, да кажам, на некој начин со оваа епизода е токму зборувањето на македонскиот јазик. Ако една од твоите цели за 2026 година беше подобро да го зборуваш македонскиот јазик, еве ти еден пример и еден потик тоа да го сториш денес. Не мораш да чекаш 1 март, не мораш да чекаш 1 април, туку денес, еве. Одвој си 20 минути, 10 до 20 минути во текот на денот и зборувај македонски. Дали ќе го сториш тоа со некого со кој зборуваш веќе или пак не е твоја одлуката. Јас секако сум тука и мојот програм тука е да те поддржи ако сакаш тоа да го сториш со мене. Или пак можеш да го слушаш и овој подкаст. И во продолжение ќе дадам неколку совети за тоа ако се срамиш да зборуваш на македонски или мислиш дека правиш многу грешки, меѓутоа не верувам во тоа, али не секако ќе дадам некои примери. Така да новогодишната цел да ти не остане само во јануари или во февруари, туку да го практикуваме тоа денеска. Да денеска почнеме да зборуваме на македонски. Она што сакам да ти кажам во продолжение совети
да кажам некои совети кои ги делам со луѓе кои почнуваат да зборуваат македонски и се уште го имаат оној страв, се уште чувствуваат непријатност кога почнуваат да зборуваат и не сакаат да зборуваат, не сакаат да почнуваат разговор. Тоа го имам приметено кај многу луѓе, но кога ќе почнат, но јас сум таа која ги охрабрува да почнат да зборуваат и кога ќе почнат да зборуваат им велам, па ти толку добро знаеш да зборуваш, не знам зошто се срамиш, не знам зошто да го влекуваш, бидејќи нема ништо страшно во тоа. Да, знам, некој се срами да зборува бидејќи мисли дека ќе биде осуден од околината, од другите, дека не изговара добро некои зборови, но тука не сме да броиме грешки. Тука сме подобро да ни биде на сите, значи подобро да зборуваме и да се чувствуваме задоволни поради тоа што нашето зборување на македонски е подобро. Она што сакам да ти кажам како совет, доколку слушаш оваа епизода, е да не бараш совршенство. Значи, совршенство не постои и оној перфекционистички мозок кој се активира секогаш кога практикуваме некоја нова активност, да го исклучиш. Знам дека е тешко, но обиди се, бидејќи тоа само ќе ти влева нервоза и непријатни чувства. Тоа е оно што сакам да ти го кажам. Јас зборувам 6 јазици и освен македонскиот, каде некогаш и тука ќе се замислам како се изговараш овој збор или зборуваше, не зборувам ниту еден јазик совршено, а во текот на денот зборувам 4 различни јазика. И само ми треба 20 минути да се префрлам, 20 секунди да се префрлам од еден јазик на друг, но толку ми трае, значи нема да барам совршенство. Ако некој збор погрешам, ќе застанам и ќе размислам, ќе го запишам зборот, ќе го научам за друг пат. Затоа ти велам и на тебе, не се оптоварувај околу тоа како ќе кажам, како ќе звучам. Многу често го гледам тоа и мислам дека тоа само предизвикува негативни чувства и повеќе те враќа во на негативното, да не се ни обидуваш повеќе да зборуваш. Така. Доколку се на почетокот и воопшто не изговараш зборови на македонски и не слушаш, ќе ти биде многу тешко да се слушаш себе си. Но ајде да следниот месец имаш цел март, да практикуваш вежба која ќе ти кажам и јави ми се на 1 април да видиме дали таа вежба има резултати. Да пишуваш дневник 30 дена во текот на март, еве почни од утре, не мораш да чекаш 1 март и напиши 5 реченици за почеток. Првиот ден 5 реченици, вториот ден 6, третиот ден може 3 или 4. И гледај да ги зголемуваш речениците секој ден понатаму. Не мораш да пишуваш текстови, есеи, раскази, поезија, проза, толку. Обиди се да напишеш нешто што ти се случило денес, нешто што ти се случило вчера, некој твој филм кој го имаш гледано. Обиди се тоа да го сториш и секој ден вежбање помалку ќе има резултати веќе на 1 април. Тоа сигурно. Оно што сакам да ти го кажам е, ако немаш инспирација за како да пишуваш, што да пишуваш, еве, отслушај ги моите 30 и неколку, не знам која е 33-та, 4-та епизода и за секоја епизода напиши 10 реченици. А ако и тоа ти е тешко, само пушти го подкастот и направи си транскрипт на секој од епизодите по првите 10 реченици, вторите 10 реченици, некој дел извади. И ќе видиш колку подобро после 1 април ќе ти бидат мислите, ќе ти бидат зборовите, ќе ти бидат подобри
речениците и воопшто зборувањето на македонски јазик. Те поздравувам до следното слушање и чекам да ми јавиш како ќе поминат овие резултати.